Добро вечер, Карбинци. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер, драги пријатели, почитувани присутни. Вечерва сме собрани тука во подршка на кандидатурата на сегашниот иден градоначалник на Карбинци, Зоран Минов. Вечерва на еден убав ден, на еден голем празник на Македонија, 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, денот на формирањето и основањето на ВМРО, организација која секогаш била и ќе биде заштитник на македонскиот народ, на македонските национални интереси и на македонската држава. Драги пријатели, поминавме низ првиот круг на изборите. Видовме како спроведува избори СДСМ. Класични африкански избори. Избори преполни со подкуп. Подкуп и подкуп. Избори преполни со застрашување, втерување страв, заплашувања и уцени. На тој начин успеа да ги освојат поголем дел од општините во Македонија, користејќи ја полицијата, ставајќи ја во партиски цели. Додека го вршеа подкупот, полицијата чуваше стража. Тоа го нема ни во Африка. Таквото делење пари како што беше овој пат. Таквото учество на полицијата директно во изборите го нема никаде. Тоа беше крајна злоупотреба на државните средства и на државните институции, зашто еден ден, порано или подоцна, ќе има одговорност. Драги пријатели, видоа дека не може да не победат со работа и со проекти и утрија на криминални избори. Скршен череп на градоначалник, убиен носител на советничка листа, следење на нашите кандидати за градоначалници, слики на партиски активисти како се надпреваруваат кој има поголем пиштол или не знам каков пиштол, а полицијата молчи затоа што е соучесник. Секој ден со име и презиме пријавувавме како потплаќаат гласови. Информиравме, но потоа немаше реакција, затоа што беа споени. Но, драги пријатели, нема да им дозволиме да не скршат. Нема да не скршат. Народот на Македонија нема да биде скршен. Може би краткорочно ќе се радуваат, ќе си ги пребројуваат градоначалниците од првиот круг. Но овој народ знаел да се издигне од Феникс, како Феникс, знаел да се издигне и тогаш кога никој не очекувал. И повторно да се вивне високо со крената глава, со успех и со победа. Драги пријатели, оваа власт која што сега имаме е марионетска власт. Неја ја донесоа други сили, ја инсталираа во Република Македонија и овозможија да ги фалсификува локалните избори, за да им личи на граѓаните дека таа власт е многу силна и дека има голема поддршка. Народот знае дека тоа не е така. И нема држава во која што една марионетска власт останала предолго на власт. Таа била употребена додека им требала на надворешните фактори и потоа шутната, потоа казнета и власт која бегала од очите на сопствениот народ. Така е тоа со секоја предавничка власт. Така ќе биде и со оваа марионетска и предавничка власт. Драги пријатели, крајната цел е да се сузбие секој слободно мислечки македонец, кој се грижи за својата држава, кој се грижи за својот идентитет, за својот народ. Преку разни механизми сакаат да делуваат секој оној што си ја сака државата да изгледа дека е демоде, дека е во мода, а модерно, нешто во тренд, да бидат работи какви што се, например, легализација на марихуани и други дроги, какви што се легализација на хомосексуални бракови и посвојување деца од хомосексуални бракови, максимално конзумирање на алкохол и секакви други испревртени работи со кои што сакаат да направат нешто ново, нешто што е ненормално. Нормалното да го направат ненормално, ненормалното да го направат нормално. Драги пријатели, народот ги гледа и доправа ќе ги види, но нема долго да ги издржи. Ова нема долго да трае. Ќе помине некој време, ќе помине нивната употребна вредност на оние кои ги инсталираа како марионетска власт
и народот ќе најде начин да го реши проблемот со овие луѓе на чело со ВМРО ДПМН е на власт. Погледнете што направија. Погледнете што направија. Секој оној кој што се бори да се бори за државата, да си ја штити собствената земја, како што беше на 27 април. Секој кој снимал документарци за македонските дејци. Секој кој бил вклучен во градба на споменици за македонските херои кои ги дале животите за Македонија. Да се плаши дека ќе биде наместен или притиснат со некои процеси. Криминалците на слобода, а патриотите по затвори. Красничи на слобода, Едмон Темелко, човекот кој што е борец за човекови права во Албанија, за македонските човекови права, тој во затвор. Убиците на децата од Смилковско езеро ќе ги пуштаат на слобода, а оној јаден дедо за кубење коса 4 години затвор. Немилите настани од 27 април беа намерно испровоцирани. Луѓето подпаднаа на провокација. Тоа беше грешка. Луѓето што влегоа и се пресметаа физички сгрешија, затоа што помогнаа Заев со помош на надворешните сили да биде прикажен како жртва. Да биде еден ноторен криминалец и еден велепредавник на државата да се прикажи како жртва во очите на многу граѓани. Но тоа е зад нас. Сега, кога гледаме дека нема правда, кога гледаме дека ги пуштија на слобода Красничи, со сите негови кривични дела и пресуди, Бајруш со сите негови криминали и пресуди, кога гледаме дека ќе ги ослободуваат убиците од свирепото убиство во Смилковско езеро на 5 деца кои што се виновни само затоа што биле македонци, кога сите гледаме како најавуваат дека со закон за амнестија ќе ослободуваат над 1050 затвореници, кога гледаме дека нема никаква правда, ние велиме дека нема веќе никаква смисла да продолжи прогонот за луѓето од инцидентите од 27 април. Затоа што кога би била тоа средена држава, за кој што секој ќе има правда, ајде да речиме, но овие луѓе се бореа за својата земја, направија грешка, но што е нивната грешка во споредба со криминалите и убиствата на овие кои ги споменав? Затоа како партија ќе се бориме и ќе застанеме зад нив во низ институционалните процеси да им помогнеме да излезат на слобода и да биде прекинат прогонот против нив. И додека ги прават сите овие спектакли, драги пријатели, економијата тоне, економијата оди надоле. Паѓаат девизните резерви на државата, се намалува извозот секој месец, се намалува индустријското производство, прогнозите за економски раст на секој месец-два се намалуваат, се оди надолу, се зголемува сиромаштијата, просечната плата, наместо да расте како што ветуваа и кажуваа дека ќе има по 500 евра просечна плата, таа се намалува. А колку луѓе се излажаа и гласаа за СДСМ во декември, верувајќи му на Заев дека на вистина ќе добијат 500 евра просечна плата. Стандардот оди надоле. Сиромаштијата расте, државата е на колена. Но не забораваат некои работи да ги решат онака како што ни кажуваа дека ќе има редефинирање на државата. Не забораваат дури ни во овие избори да не подсетат дека веднаш по изборите почнува решавањето на името. А знаете како ќе се реши името? Како планираат да го решаваат? Планираат да го решаваат на начин што би прифатиле се што Грција ќе побара. Како што прифатија сега се што соседна Бугарија побара. Редефинирањето сака да го продолжат на начини со тоа што ќе ги зголемуваат даноците во Македонија. Што тоа што ќе прифаќаат закон за двојазичност во Македонија, кој што е неуставен и кој што и самите знаат дека е неуставен. Со тоа што ќе прифаќаат, односно прво ќе градат клима за подоцна да се усвои закон за хомосексуални бракови во Македонија и усвојување деца од нив. Тоа е главната цел, тргнувајќи од името и идентитетот на државата, па преку сите овие работи. И ова ни го прават, за да луѓето не ја гледаат големата слика. Ова што го зборуваме големата слика, а не каде вечерал некој министер и што јадела некоја министерка пред 3 или 5 години.
Големата слика се крупните промени што ги прават на штета на интересот на македонскиот народ и македонската држава. Големата слика е тонењето на економијата. Големата слика се овие фалсификати на изборите со заплашување, уцени и застрашување на граѓаните и со многу подкуп, како никогаш досега во Република Македонија. Затоа, драги пријатели, ќе кажам, да, тие сега владеа со страв, за да не се види големата слика. Но нема хунта која победила народ. Нема помрачување кое не било осветлено од народ порано или подоцна. Тоа ќе дојде и во Македонија. Порачувам дека нема да може да не скршат. Дека нема да им дозволиме да не скршат. Нема да им дозволиме сите заедно. Ниту да не уплашат, ниту да не запрат. Заеднички ќе се спротивставиме. Да не дозволиме апсолутна власт, да не дозволиме шерифи и монарси. Да не дозволиме да го направат она што го наумиле и со страв да завладеат помеѓу луѓето. На стравот да одговориме со пркос, со излегување во недела и со гласање за Зоран Минов. Масовно, одвучно, достоинствено и со интегритет. Да, и пријатели, во изминатите години, кога СДСМ беше на власт, се сеќавате дека ништо не беше направено за карбинци. Дури ни во овие 5 месеци во кои што имаа можност да се покажат, ништо не направија. Карбинци не име никаде на памет. Ниту пак брзо ќе им дојде. Или пак воопшто дали ќе им дојде. Да, и пријатели, она што сакам да го спомнаме дека во 2006-та, кога влеговме во владата, во општината Карбинци имаше се на се вработено околу 280 лица. Толку се на се беа вработени и регистрирани лица. Денеска имаме над 550 вработени и регистрирани лица во општина Карбинци. Речи си дупло повеќе од она кое што го имаше кога дојдовме во владата. Така работи ВМРО ДПМН. Носиме инвестиции, градиме технолошко-индустријски развојни зони, носиме странски инвеститори, тие отвараат нови работни места. Така работевме и така ќе продолжат да работат и општините Штип и Карбинци со победата на овие избори. Затоа што ние изградивме човечки ресурси. Некои ги донесовме од диаспората. Луѓе кои знаат да привлечат инвеститори и луѓе кои што со победата во Штип и во Карбинци ќе продолжат да носат инвеститори во зоната во Штип и во индустријските зони во овој крај. Да, и пријатели, истовремено ќе обезбедиме да учениците од 1 до 5 оделение имаат бесплатен здрав оброк на училиште. Со што ќе обезбедиме здрав оброк и растретување на трошоците на семејствата на родителите. Општина Карбинци и Зоран Минов ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување со сопствен дом, оние кои го немаат, преку давање можност за купување на државно земјиште за изградба на куќа по символична цена од 1 евро метар квадратен почетна цена, а исто така и преку ослободување или сериозно намалување на комуналиите за градба на куќи, согласно на шема која што ја кажувавме во првиот круг на изборите во нашите митинзи, каде што во детали образлагавме како тоа ќе изгледа. Ние нудиме концепт. Концепт во кој ќе нема неасфалтирана и неосветлена улица. Концепт по кој што ќе има парк во секое мало. Современата сообраќајна инфраструктура да е основа за развој и привлекување на инвестиции и на локално ниво. Затоа ќе продолжиме да влегуваме, да вложуваме во патната инфраструктура и планираме изградба на локалните патишта до населените места Калаузлија, Кепекчелија, Јунузлија, Ебеплија и викендна селбата Вртешка. Истовремено планираме изградба и асфалтирање на преостанатите улици во населените места, тротоарите, осветлување и атмосферска канализација во поголемите населени места. Драги пријатели, овдека во Карбинци, во ова населено место, ќе се изгради нов сточен пазар во Карбинци. Овој пазар речи си е готов. Ќе се изгради затворена спортска сала во општина Карбинци. Ќе се изврши уредување и санирање на коритото на Козијачка река во село Карбинци. Во програмата предвидуваме изградба на пречистителна станица, филтерна станица, реновирање
продолжување на канализацијскиот систем во населените места на општината Карбинци. Изградба на локален пат во селото Карбинци до селото Козјак. Изградба на пристапна собирна улица во село Карбинци. Изградба на мали акумулации на трите реки. Раданска река, Козјачка река и Аргуличка река од Плачковичкото сливно подрачје. Изведба на санацијски работи на гумена брана кај село Карбинци, хидросистем Брегалница. И повеќе други проекти кои ги има во програмата на Зоран Минов, а јас сум убеден дека тој ќе направи напори да направи и повеќе од ветеното во програмата, како што тоа го прави ВМРО најчесто кога излегува со програма. Драги пријатели, до недела можеби повторно ќе се обидуваат да ве уценуваат, да ве заплашуваат. Да им покажеме дека ние сме достоинствен народ. Да им покажеме дека ние сме народ со интегритет. Дека не може да ги купуваат нашите души. Да им покажеме дека со парите што ги делат не може да го купат македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Да им покажеме дека имаме кичма и дека се бориме за нашите државни и национални интереси. И дека стоиме зад ВМРО ДПМНЕ, зад Зоран Минов и зад Република Македонија. Да живее Карбинци! Да сте живи и здрави! Да живее ВМРО ДПМНЕ! Да живее Република Македонија! Ви благодарам!